Максо, абе доста паламудите, ние сме за ЕУ интеграции, ама неќеме да влеземе во ЕУ еден ден како непостоечки избришан народ, мислам, доста бе човеч, доста бе тие политички флоскули, пуни со љубезност, со куртоазија, со кур се треси у ладна вода бе. Кога ти тогаш искочи Бугарија на таа телевизијата, излезе и сега, излезете и сега. Значи имаме, како да ви кажам, имаме подлога да излезете, имаме мотив да излезете и да кажете fuck off бе, fuck off, какви ЕУ интеграции, какви бакрачи. Да си имаш работа со ние фашистине, тамо со нацистине, со неонацистине. Две траси имавме пред нас. Едната ја одиме 35 години наречена патот кон ЕУ. Шо добивме? Само навреди и понижувања. Кога гледате не оди по еден пат, не оди по една траса, возов поише стои него што оди. Се менја патот. А патот е тоа да излеземе од таа приказна. Да ги поништиме преспанскиот договор, договорот за пријателство со Бугарија. И сега не знам како е тоа правно, процедурално, поима неам. За почеток можеме да го замрзне, да ја замрзнеме нашата кандидатура еднострано од наша страна во ЕУ што сме ја поднеле. Да те сватат сериозно. Ние сме за ЕУ, наје не отстапуваме од патот за ЕУ кон нашите ЕУ аспирации, интеграции, курс се треси у ладна вода, гледаш дека не те сакаат као македонец тамо. Не сакаат као македонци. Гледате ли какви навреди ни кажуваат тој Европски парламент? Они за народ не, они за ѓубре не сматраат нас. Не знам како да ви кажам, за отпаден материјал не сметаат. Сме биле, грците ти кажуваат, вие сте бугари кои што зборите бугарски. Грчки не европратеници и немојте со тие приказни. Демек тоа се пратеници, припаѓаат на екстремна десница. Јогбе, така размислуваат, така мислат. Немојте да правите спинови. Или па сега жал ми е за обичните бугари што нивната влада. Шо бе жал? Зашо жал? Кој ја гласал таа влада у Бугарија? Кој ја донел на власт? Мнозинството од народот што гласал таму у Бугарија. Зашо бе да ми е жал? Како можам да ги издвојувам народот од власта? Кога народот ја донел таа власт, таа партија, таа власт на највисока моќ. Зашо да ми е жал? Треба да ми е жал највише за себе да се гледам у таа приказна. Гледам, читам, ми стигаат пораки и гледам што се пишува и што пишуваат нашите и од диаспората и од било каде и од овде и од онде. Јасен е ставот. Веднаш да се поништи преспанскиот договор, да се врати уставното име Република Македонија од 1991 година. Точка. Нема шо ние више да паламудиме и да изиграваме политиканти и да користиме не знам каков дипломатски речник. Паднаа маските, луѓе, гледате ли дека паднаа маските у Брисел? Ти покажаа шо мислат за тебе 460 кусур пратеника. А и тие што им се спротивставија, многу умерено им се спротивставуваа. Пошто баш ги заболе, како да ви кажам. Единствениот шамар што може да го осетат пред очите на светот е тој. Замрзнија кандидатурата ако е тоа возможно процедурално правно тамо? Или ако не е повлечија? Ама не мора да сме дел од таа приказна, особено ако земе предвид што нема никогаш да влеземе во ЕУ. Никогаш. Зашто бе онда да трчам по таа стаза? Имаме полно право. Вие како влада, сегашна македонска, ВМРО ДПМН, председателката на републиката, премиерот, го зборев тој преска, го зборев и вчера и завчера и пред неколку дена го зборев. Полно право имате морално
да го укинете, да го поништите през Панскиот договор и оној со Бугарија и да го вратите уставното име. Бирајте начин како ќе го спроведете тоа и временски. За колку време? Но треба да почнете веднаш. Да се запозна јавноста, што има да се запозна јавноста. Јавноста ќе ви одговори одма. Ја ви реков, направите референдум, ќе видите кој е гласот на јавноста. Гласот на народот. Ќе видите што ќе се случи. Она што се случи кога беше исто референдумот зимето, ова ќе биде со уште поголем процент изразено. Во корист на тоа дека треба да го вратиме уставното име. Направите референдум, ќе се уверите во тоа. Во таков случај, наративиот типот ние сме се уште на патот за евроинтеграциите, ама видете, ама овака не смеа да ни прават, ние сме направи. До кога бе реактивно ќе размислува нашиот ум? До кога бе? До кога ќе чекаме нечија милост? Милости на нечија да се смилуваат. Аман заман, признајте ни го јазикот. Аман заман, признајте формулацијава посебен јазик, посебен идентитет. Кој ги еве бе? Кој ги еве? 100 пати сум кажал. Ти го оспорува идентитетот само оној кој што има проблем со сопствениот идентитет. Кој што има проблем во потеклото на својот идентитет, во своето потекло. Народ со ниска самодоверба кон сопствениот идентитет, само тој го потврдува тој свој нестабилен идентитет преку оспорување на туѓиот. Во таа смисла е онаа реченица точно што ја кажа таа македонката што е европратеничка од Словенија, Ирена. Не ни требаат нас бугарите бе, за да ние си веруваме за нивното одобрување, за ние да поверуваме у нашиот или да си го да веруваме во нашиот идентитет, во тоа кој сме, што сме. Но нема да дозволиме никој на таков начин да не понижува. Човече, европејци бе цивилизирани со европски вредности, во наводници зборам, ги видовте ли од европски наговорници, од Европскиот парламент бе, грцини и бугарини бе. И уште треба со нив да преговарам, да играм дрндупка, да се тртам, да ме тртат, да ме понижуваат. Не бе, не. Ке најдеме начин. Кој сака да најде излез, ке најде излез. Кој не сака да најде излез, само ќе измислува причини да си ја одолговлечува агонијата. Треба да сватите дека сме на самата пресвртница, на скретницата. Немаме ние веќе ни време, ни можност, ни простор уште да играме на тој наратив. Ти секоја гранката, ти го сечат стеблото, ќе падне цело дрво. И ние уште треба да играме по нивни ноти, по тоа како ти свират грците, бугарите, Европската комисија, Советот на министри, Европскиот парламент, лоби групите. Па бугарите да ликуваат, доека ние цвикаме, затоа што имаме реактивен ум. Проактивно, кога ние сами преземеме неочекувани радикални чекори, да ги оставиме сите у шок, да им ја запушиме муцката. Па после да видам со шо ќе не оценуваат. Доста више од тоа, од тие демагоги, ЕУ, МЕУ, интеграција, аспирации. Кам шикарот да дошол, он ке не средал. Кој ќе сме биле ЕУ, ке течело мед и млеко, ке имало ред и закон. Не бе. Самите можеме да го направиме тоа, само малце ако си ја чукнеме главата и ако решиме да го направиме тоа. Многу е важно итно да реагираме, итно да делуваме поправо.
на ова што ни се случи. Немојте да се двоумите ни промил дека ќе го направите вистинскиот избор, вистинската работа. Со тоа што ќе свртиме грб на ЕУ. Ни промил немојте да се двоумите дека правите вистинската работа. Ништо не ни можат. Тие се загубени во простор, гледат, и во време. Тие живеат во времето на 34-та година минатиот век. У тоа време живеат, ги гледате ли? Самите со своите политики го воскреснуваат неонацизмот на тлото на Европа. И они ќе си ја платат цената. А ние нема да бидеме дел од нивната сметка. Ако бидеме паметни, ќе си ја платат сами. Вклучувајќи ги овие примитивци што се нарекуваат наши соседи и пријатели. Они ќе платат највисока цена на крај. Како што платија. Ама не ја доплатија тогаш кога треба да ја доплатат. А требаше да ја доплатат. Али нека ни биде памет за друг пат, за следниот пат. Немаме више време за политиканство, за спреќутување, за мижуење, за прекомерни љубезности, не. За гомнарите со гумнарски цевки. Кој како разбрал?